Турбулентна година полна со ризици и предизвици, главно поради политичките случувања кои според стопанствениците наголемо влијаеле во развојот на економијата во 2018 која се оценува како тешка година. Бизнисмените велат дека во услови на неизвестност, клучно во 2019 ќе биде фирмите да застанат на здрави нози и да ги реализираат своите планови, а не да се борат само за опстанок. Челниците на трите најголеми стопански комори во земјава оптимисти очекуваат дека 2019 ќе биде подобра година за бизнисот. За да биде така, вела дека неопходни биле низ за мерки кои стопанството треба да ги примени за да има резултат. Како најголем проблем, велат од Стопанската комора на Македонија, бил недостигот од стручен кадар за кој државата мора да посвети поголемо внимание на образовниот процес. Дефинитивно, најограничувачки фактор за развој на нашата економија е недостатокот на квалификуван работен кадар. Повеќе да се посвети внимание на стручното образование и продуцирање на кадри кои што реално недостасуваат на пазарот на труд, но еве сега спроведуваме 10 годишен проект кој што ни е поддржан од швајцарска влада, а тоа е образование за вработување во Македонија, бидејќи целта ние, посебно младите лица, а имаме висока стапка на невработеност толку кај младите луѓе, да можат да си го најдат своето место на пазарот на труд. Бизнисмените очекуваат добра 2019, но и поголема соработка со странските инвеститори и борба со нелојалната конкуренција. Соработката на домашните компании од страна на инвеститорите се уште е на незадоволително ниво. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија вела дека компаниите за да бидат успешни во своето работење мора да набават нова модерна опрема и да бидат поконкурентни на пазарот. Нашите членки имаат планови за инвестиции во воведување на нови технологии и ние им помагаме на нив при освојување на нови пазари. Ние сме умерени оптимисти дека потенцијалот постои, се надеваме дека нема да потврлуваат институциите. Бизнисот ќе го прави своето. Во 2019 за реализација на сите планови најважна е политичката сигурност, зацврстување на јавно-приватен диалог и предвидлив деловен амбиент како основа за долгорочно планирање на компаниите на деловните активности, велат од Сојузот на стопански комори. Според нив, главен предуслов за успешно работење е продуктивноста на работниците, како и справување со сивата економија која е присутна со 30%. Тој е генерално заеднички предизвик со кој се соочуваат сите компании и заеднички сакаме во наредниот период, поготово од 2019 година, да се преземат конкретни мерки за отстранување на овој проблем што се јавува од страна реално во економскиот сектор, бидејќи инпутот над сивата економија и нелојалната конкуренција представува околу 30% од целиот економски инпут во нашава држава. Стопанството смета дека потешко ќе оди влезот на нови странски инвестиции во 2019, зашто според нив газдите барале поголема сигурност. Вела дека државата мора да направи сериозни намери за привлекување на странски инвеститори. За разлика од владините проекции за раст од 3,2%, Народната банка излезе со пооптимистички прогнози. Економијата има капацитет да оствари раст од 3,5%. Ова е најоптимистичката прогноза во споредба со оние на меѓународните финансиски институции.